Гледачи, уште едно издание на Откриени тајни, сабота 11 часот. Ви благодарам што сте со нас. Во претходните емисии зборував поприлично на тема сигурно самодоверби, како се справиме со стравовите. Доколку се вклучувате за прв пат и не следите за прв пат во Откриени тајни, ви упатувам на нашиот YouTube канал, каде што можете да ги следите претходните емисии на оваа тема. Откриени тајни има за цел да подобри некој сегмент од вашиот живот, од постоењето. Поради тоа се вика Откриени тајни, поради тоа што сакаме да ги откриеме тајните во врска со животот и постоењето. Едно нешто кое што битието не го сака, не ја сака мистеријата. Ако сте виделе, ние не сакаме мистерии, не сакаме скриени работи, сакаме да ги откриеме сите на некој начин загадки, едноставно сите мистерии во врска со животот и постоењето, и поради тоа и постои ова емисија. Многу од овие работи знам дека се веќе познати, ви упатувам доколку сакате да едноставно презентираме нешто поврзано со тема која што вие ја сакате, дека секогаш можете да искоментирате, да исконтактирате со мене на социјалните мрежи, поради тоа што тоа е целта на Откриени тајни, да помогнеме во врска со вашите проблеми, во врска со вашите грижи, како да се справиме со вашите стравови, едноставно како да даеме податоци, поради тоа што секое давање на податок на било кого ја зголемува неговата свест поврзана со животот и постоењето. Денешната тема за која што сакам да зборувам, ќе искомбинирам две теми. Ќе збориме на тема среќа, поради тоа што она што сакавте да го слушнете и сакате секогаш да го чуете е како да бидеме среќни. И ќе зборуваме за тоа, но она што исто така сакам да зборуваме како да ги решиме проблемите, и за тоа и ќе почнам да зборувам во почетниот сегмент на ова Откриени тајни. Проблемите мислам дека се неопходен дел од животот и постоењето, и доколку немаме проблеми, кога немаме проблеми, на некој начин можеме да се сложиме дека ќе искреираме проблеми од ништо, нели? Поради тоа што доколку имаме цели, имаме предизвици во животот, во сето тоа што го правиме, дефинитивно ќе имаме проблеми кои што ќе сакаме да ги решиме. Доколку немаме игра во која што сме вклучени, додека немаме ангажман. Ако сте виделе човекот кој што ќе е без работа, можеби и седи по цел ден дома, сте приметиле дека на некој начин од ништо почнува да прави проблеми? Поради тоа што умот на човекот сака проблеми. Она што е, например, лага, мисламе дека луѓето сака да си ги решат проблемите. Јас знам дека има многу проблеми кои што не се така ни на некој начин се пресериозни, и разбирам дека има проблеми кои што никој не сака да ги соочи, кои што се премногу тешки, и тука се согласувам. Но една од работите за кои што зборувам во емоциите не се за тој тип на проблеми. Друг тип на проблеми, кога луѓето фактички немајќи доволно проблеми во животот и постоењето, креираат проблеми. Колку пати ви се случило во животот, имате некој пријател кој што има некој проблем и вие ќе му го најдете решението на тој проблем и тој нема да сака да го види тоа решение? Дали некогаш сте помислиле дека можеби тој проблем му е значаен на некој човек? Знаете, често пати ќе дојдете вие со малку понадворешна точка на гледиште, тој е на некој начин збиен во проблемот кој што сака да го реши, вие ќе дојдете од надворешна страна, ќе разгледаш ситуацијата и ќе му речеш: абе човек, ова е едноставното решение, зошто не го преземеш тоа и тоа и тоа и тоа? И одеднаш, како и да ќе ви се налути, поради тоа што му доаѓаш на некој тежок и сериозен проблем, и ти така у 2 минути едноставно се обидуваш да го решиш проблемов кој што човеков го има цел живот. И гледате, не иде тоа така. Поради тоа што човекот, сте виделе, имате некој мачик, улови глувче и пред да го издаде како си игра со глувчето, така и ние сакаме проблеми. И си ги сакаме своите проблеми. Секој си креира негови проблеми специфични за него, за неговата игра. Јас си креирам своји проблеми, луѓето тука си креираат своји проблеми, пријателите мои креираат своји проблеми, фамилијата креира своји проблеми, секој си креира своји проблеми. И тоа е нормално. Знаете, има една анекдота, споредба вели проблемите се како, замислете кога во дамнешните времиња имало каубојци и ќе дојдат да влезат во ресторанот и сите требале револверите да си ги остават на маса. И кога ќе излезат, секој си ги зима своите револвери. Така и со проблемите. Ако ги ставите сите проблеми на една маса у оваа просторија, ја излагајќи си надвор од студијава емисијава која ќе ја завршам, ќе си ги земам моите проблеми. Камерманот ќе си ги земе неговите проблеми. Гледате, другите луѓе ќе си ги земат своите проблеми. Зошто? Поради тоа што решението за нашите проблеми сме само ние. Ние треба да ги решиме проблемите. Повторно ќе кажам, не зборувам за некои посериозни проблеми, но зборуваме за проблеми кои што се секојдневие, кои што дури ние сме можеби подсвесно или свесно свесни дека можеме да ги решиме, но на некој начин ги креираме тие проблеми. Зошто е прашањето вредно $1.000.000, што би рекле. Нели, зошто ги креираме тие проблеми?
Не можам да дадам одговор за тоа, поради тоа што секој еден, работејќи на себе, на свое растење, на свое освестување, може да дојде зошто ги креира тие дадени проблеми. Гледате, може би некојаш да е целосна некоја подсвесна ситуација, подсвесен момент и подсвеста дефинитивно влијае врз креирање на проблемите. И во една од претходните емисија дадов пример. Замислете, имате некое детенце, реков дека умот на човекот снима слики, таа подсвест се складира негативни случаи од нашиот живот кои што се имаат случајно. Замислете, имате некое детенце кој што ја гледа својата мајка, која што можеби се расправала со својот татко, но детенцето е некако повеќе приврзано со мајката, поради тоа што таа му е сојузникот во неговиот живот, тој ја сака и одеднаш сака да ја помогне на својата мајка поради тоа што сака да ја направи среќна. Гледате, тие работи доаѓаат во подсвеста на детево, има тој меморија, имаме свесен ум кој што ни ги решава успешно на правилен начин проблемите. Имаме подсвест која што секогаш ни ги решава работите на погрешен начин, и ќе зборувам за тоа. И замислете, имате некој дете кое што е гледало својата мајка со својот татко како се расправаат и во тој момент се снима слика, се снима меморија во неговиот ум, но таа меморија некако подсвесна е потисната во длабоко во него и не знае дури дека работи, дека функционира. Сега во тој момент, пред можеби 20 години, детево одлучило дека јас, мојата мајка, која ќе ја виждам тажна, не можам да ја толерирам и ја сакам мојата мајка и сакам да ја видам среќна. И можеби неговиот татко во тој момент и не му бил сојузник, и едноставно бил малку антагонистичен кон својот татко, а многу имал приврзаност кон својата мајка. И можеби во тој момент донел одлука дека, окей, јас ќе бидам принцот на белиот конј кој што ќе ја спаси мајка ми од целата тага и од разочараност кој што животот и го носи. Ајде, идеме 20 години подоцна, го имате момчево кој што има проблем во љубовта. И гледате, имате 4 девојки, од кои што 3 се среќни и весели и кои што едноставно може да му допринесат на него во животот, но и тој можеби ќе има многу подобри врски со овие 3 среќни девојки. Но тој секогаш се заљубува во тажната девојка, за која што мисли дека е принцот на белиот конј, кој што мора да ја спаси и да ги реши незините проблеми. Но од каде потекнува овој став? Тоа е програмата на момчево кое што му го уништува животот. Имате 4 девојки, ќе повторам. 3 се позитивни, весели, преубави. Можеби и физички и поубаво изгледаат од тажната девојка. Но момчево си дало пред 20 години задача. Гледате, си дало пред 20 години задача дека ќе ги спаси сите тажни жени на овој свет и дека тој ќе биде принцот на белиот конј, кој што радоста и среќата на животот и постоењето ќе ми ја даде на нив. Но може би заборавил во тој момент дека секој еден човек е одговорен за својот собствен живот. И може би баш таа тажна девојка има толку многу препреки и бариери ставено околу неа и на тој начин едноставно не успева да допре до девојката, туку се соочува со препреките и бодликавата жица која што можеби таа ја ставила околу себе. Гледате, тоа е подсвеста која работи еден тип на програма која што ни предизвикува да донесуваме погрешни одлуки и погрешни чекори во нашиот живот. И не значи дека не треба да му помогнеме на некој кој што е тажен, напротив треба. Но гледайте, ова е влијание од подсвеста која што влијае врз неговиот живот. Или можеби имате 3 девојки кои што трите, не знам, 2 се точно за него, можеби една не е карактерно баш за него добра и он не знае таа ситуација. Гледате, го знаеме тоа. Сте виделе, ке почнете во некоја врски, точно знаете дали таа за вас или не, функционира или не, а разумот тоа го кажува, но некои длабоки емоции во нас, кои што може би потекнуваат од тука, ви кажуваат спротивно дека треба да направиме. И колку пати на крај ќе сватиме дека требаше разумот да се услуша. Требаше. Но она што се случува во дадени моменти, имаме некои емоции, имаме некои работи кои што работат во нас, а кои што не сме свесни ни што се случува со нашиот живот. Така да, може би има подсвесно избор дека оваа девојка го потсеќа на неговата мајка. И колку често се случува тоа. Некојаш луѓето подсвесно почнуваат да ги избираат своите партнери базирано на тоа дали подсвесно ги потсеќа на нејзината мајка или можеби на неговиот татко. Но знаете колку се преплетуваат сите тие работи сега? Ја гледам девојкава која што ме потсеќа на мојата мајка, но кавгата со девојкава
У суштина, дали не се карам ја со мојата мајка, затоа што подсвесно таа ме нервира, не поради тоа што таа ме нервира. Туку може би порадо некои нејзини карактеристики ми ги враќаат негативните искуства кои што сум ги имал во мојата подсвест со мајка ми, може би тоа ме нервира кај неа. Колку често се расправаме со некого и вистински не е тој причината за нашиот бес, нашата нервоза или што и да е. Но гледате, човек бара да навлезе подлабоко во овие размислувања за да сватиме од каде ни потекнуваат некои проблеми. Гледате, изворот на некои проблеми не е така лесно да го открие самиот човек, но дефинитивно може. Но она друго кое што сакам да го кажам исто така во оваа емисија е дека некогаш решението на проблемот е поголем проблем од тој кој што сме можеле да го соочиме. Не соочувајќи го изворниот проблем, обидувајќи се да го решиме, го решаваме на начин на кој што правиме друг покомплексен проблем кој што немало потреба да го направиме. Имате ситуација каде што имате некоја девојка која што не може да комуницира со својот сопруг, се соочува со ситуација, не знае што да направи и одеднаш ќе почне да влага во некој ситуација или во некоја врска, можеби која што воопшто не и треба, и прашањето кое што требаме неа да ја прашаме е за каков проблем ти оваа нова врска решение. Гледате, кој проблем се обидува човекот да го реши? Гледате, за каков проблем ти ова нешто решение, поради тоа што решението не е решение. Решението на проблемот е поголем проблем. Девојкава сега е во врска некоја, каде што не треба да биде и таму има проблем, но зошто влегла во таа врска е поради тоа што изворниот проблем не можел да го соочи. Ете, никогаш немојте да бегате од проблемите, поради тоа што бегајќи од проблемите, креираме решенија у наводници кои што стануваат бетер, поголеми проблеми од првиот проблем кој што сме морале да го соочиме за да го решиме. Ако сакате на некој човек да му помогнете и го гледате дека влага во ланец од проблем во проблем иде, сте виделе луѓе кои што идат од проблем во проблем, сакаш да му помогнеш и колку побрзо се обидуваш да му го решиш проблемот, други проблеми креира. Начинот на кој што можете да му помогнете, пробајте. Прашајте го. Ова решение, ова што го правиш сега, кое што не е наоптимално, зашто ти е решение? Гледате, колку пати имате ситуации, имате некоја девојка која што не го сака своето момче или што и да е, но нејзините се антагонистични или се случува дадена ситуација и таа почнува да креира дополнително да влага во врската со момчето, иако можеби не го сака. Океј, за што ти е ова решение? Поради тоа што не можам да зборам со моите. Или што и да е. Гледате, имате дадени ситуации каде што решението на проблемот станува поголем проблем од изворниот проблем. Бегајќи од проблемот, се насочуваме на други проблеми кои што дефинитивно не се во насока на опстанок и во насока на разум. Толку врска со проблемите, имам уште малку да кажам на тема среќа. Гледайте, но некогаш и среќата е поврзана со проблеми. Човекот кога креира конструктивни проблеми кои што ќе ги надмине, дефинитивно е среќен. Доколку имаме цел, и ако на патот до таа цел имаме предизвици како да дојдеме до неа. Ете, тргаме кон некоја цел, имаме препреки, имаме предизвици, надминувајќи ги овие предизвици, проблеми, како да ги кажам, доаѓаме до целта и сме среќни. Гледате, зашто би можеле да не сме среќни? Ако немаме цел, не сме среќни. Или може да имаме цел која што е неостварлива цел. Мора да најдеме цел која што е остварлива. И мора да се движиме на патот кон целта доколку сакаме да бидеме среќни, поради тоа што надминувањето на препреките, движењето кон целта ни го дава тоа чувство. И уште едно правило е. Знаете, можеме да имаме околина која што станува околина која што е контра нас и против нас. И во претходната емисија зборував за мене и мојот живот, дека кога бев помал немав одговорност во врска со мојот живот. Не сакав да си чистам после мене, не сакам да си ги собирам работите после мене. Имав отпор на контрола, бев алергичен на контрола и тоа што го кажав е дека кога сте алергичен на контрола, фактички сте неодговорен за некој сегмент од вашиот живот, тогаш луѓето ќе ве тераат и ќе ве контролираат дополнително. Јас затоа што не сакав тие работи да ги завршувам како домашни обврски, татко ми и мајка ми секогаш ми дава дополнителни обврски, а сестра ми која што сакаше да си ги заврши обврските и немаше проблем да биде контролирана, едноставно ја остава на раат. Сега, каде ми е поентата? Поентата ми е следна. Доколку јас почнувам да бидам одговорен за животот на татко ми, мајка ми, сестра ми, пријателите,
соработниците на работа. И не се грижам само за мене, затоа што за мене тоа е одговорност. Не само да ги постигнеме своите цели, туку дал можеме да им помогнеме на другите луѓе во околината да ги постигнат нивните цели. Имате некој човек ќе дојде на работа, ќе си ги заврши своите обврски и ќе ми рече јас сум многу одговорен, ама при тоа е толку негативен со емоциите, да ќе направи таква колатерална штета да тројца вработени ќе се отидат дома поради него негативни, поради тоа што тој бил негативен, тој не е одговорен. Верете, тој само е ефективен. Но одговорноста подразбира да се грижиме за емоциите, целите, мислите на другите луѓе. Дали сте виделе кога сме со таков став, колку се заштитуваме од негативноста на околината кон нас? Ја нема да бидам среќен доколку татко ми и мајка ми се постојано негативни кон мене и се обидуваат да ми е наметнат мојата одговорност која што ја не ќе да ја прифатам. Гледате, прифаќајќи одговорноста, што подразбира, сфатив дека одговорноста подразбира не само да си го добием ја тоа што го сакам, него да бидам причина и другите луѓе да го добијат тоа што тие го сакаат. И ќе осмениме тој став, стануваме многу среќни. Прво заради тоа што помагаме, и второ се случува еден феномен. Другите луѓе нема да бидат толку негативни кон вас. Да, имаме луѓе кои што се негативни некогаш и не треба ни нив да ги окриеме кој зна нив што им се случило во нивниот живот. Но знаете што, можеме да се заштитиме од негативноста на другите ако поради нас се тие негативни. Гледате, ако јас превзем одговорност за околината и тие да ги добијат своите цели и тие да ги постигнат своите, да ги надминат своите предизвици кои што ги сакаат, ако јас им помогнам на нив, тогаш дефинитивно и тие ќе бидат благонаклони кон мене. И тоа е правило за среќа. Едноставно да го правиме кон другите она кои што и ние би сакале тие да го прават за нас. Но во основа на таа мудрост, мислам дека се подразбира свесноста дека одговорноста не зависи и не значи само ние да си го завршиме нашето во нашиот живот. Туку одговорноста значи ние да го завршиме нашиот дел во нашиот живот, без при тоа да направиме колатерална штета и да направиме штета за околината. И плюс значи да допринесеме и на другите луѓе околу нас да ги постигнат нивните цели, поради тоа што никој не обстанува сам. А многу повеќе се луѓето среќни кои допринесуваат за другите луѓе и им помагаат да ги постигнат нивните цели. Мислам дека на тој начин почнуваме да размислуваме на некој начин со духовна интелигенција, емпатија, како сакате кажете ова. Ете, емпатичниот човек, човекот кој што е духовно интелигентен, а по тоа подразбирам дека се грижи многу за потребите и барањата на другите луѓе, а не бара само за себе. Поради тоа што во спротив ние имаме егоист човек, нели? Само јас и никој друг не е важен. Кога ќе станеме најважни ние и никој друг не ни е важен, тогаш почнуваат проблемите, тогаш почнуваат негативните емоции и едноставно не можеме да бидеме онолку среќни колку што можеме да бидеме доколку само го смениме ставот. А ставот, барем за мене исправниот е дека нема никаков проблем, знаете, да бидеме најважни на овој свет, доколку и останатите се исто толку важни за нас, колку што сме и ние важни сами на себе. Ви благодарам многу што бевте дел од оваа емисија, ви посакувам убав ден, пишете на социјалните мрежи затоа што би сакале да обработиме темата која што вие ќе предложите. Имајте убав ден.